А сега, кога малку се стиши атмосферата тука во концепт и кога ние се смиривме и ја облековме официјалната униформа за нова епизода, можам и официјално да кажам добре дојдовте во новата епизода на Скратен корнер. Тука сме заедно со Владко. Здраво. Да ви ги донесеме најинтересните работи од европскиот фудбал, поточно од Лигата на шампионите, надпреварувањето кое што најмногу ви интересира. Владко, како си? Одлично. Одлично. Маичката која што ми ја донесе за подарок минатата епизода ја облеков, ти си купил иста маичка, значи плави кај тебе, кај мене дебело плави. Хаштаг дебело плави, да. Мала шал. Добро е, вака униформирани делуваме комплетно спремни за нова епизода. Знаеш ли само што ни фали? Неколку голтки ладно пиво, знам дека да звучам како алкохоличар. Апсолутно. Одиме кон отворање на грч ладен Хайнекен, пивото кое што ја поддржува ова наша сезона, четврта сезона на Скратен корнер. Ви благодариме што сте заедно со нас. Сега јас го отварам пивото. Така, за да се слушне на микрофон. Владко, на здравје. На здравје и за уште една нова епизода. Останете со нас. Па Владко, кај застанавме минатиот пат? Минатиот пат застанавме пред двата финалисти, ги обработивме двете екипи кои што испадна и кои што не разочара, Бајер Мюнхен и ПСЖ повеќе не интересираат, не интересира она што ќе се случува на 1 јуни во Лондон. Борусија Дортмунд против Реал Мадрид. Ќе почнеме од црно-жолтите, од Дортмунд, може ли така? Може секако. Може. Мојот фаворит оваа година. Твојот фаворит, да, уште од почетокот на нокаут фазата приметив дека си ги фаворизираш. Сакам или нив или Атлетико мислев. Некои екипи така ми се симпатични, така. Добро, еве Борусија Дортмунд има шанси, има 90 минути, можеби и 120 минути, можеби и пенали пред нив во кои што ќе се обиде да го совлада тимот на Реал Мадрид. Се можно, видовме лани Интер имаше одличен надпревар, беше огромен аутсайдер според сите. Што видовме вчера Аталанта со Леверкузен му држа лекција по фудбал, ако беше аутсайдер, непоразен Леверкузен, не знам што. Зошто да не може и Дортмунд да го победи Реал Мадрид? Апсолутно. Еден надпревар. Така е. Се чини дека добрата форма ја чува за во Лигата на шампионите. Милионерите оваа година петти во Бундеслигата завршија, меѓутоа еве стигна до уште едно финале и до уште еден моќен противник. Што беше разликата помеѓу настапите во Бундес и настапите во Лига на шампиони, бидејќи драстично се разликуваат во резултатите? Да, според статистика и според се, некако оваа сезона многу подобро играат според бројките во Бундес, понапаѓачки. Имаат 15 шутеви по надпревар, додека во Лига на шампиони 13 само. Последна топка имаат просек 58% во Бундеслига, во Лига на шампиони 45%. Се разбира дека тука нели и улога игра и противниците. Во Бундеслига има далеко после противниците колку во Лига на шампиони. Борусија Дортмунд оваа година беше во најтешката група, нели група на смртта. Имаше многу тешки двомечи во нокаут фазата, така да меѓутоа оценките на играчите на се е многу поголема во Лига на шампиони. Според просечни оценки на играчите се трета екипа во Лига на шампиони, прв е Манчестер Сити, втор Реал Мадрид, трета Борусија Дортмунд. Воздушни дуели, успешни дуели, се на нивна страна. Во Лига на шампиони, дали им одговара улогата на аутсайдер во надпреварите, па некако полесно се справуваат со тоа, додека за разлика во Бундеслигата се скоро секој втор надпревар фаворити, мора да притискаат, да напаѓаат. Не знам што се случува, меѓутоа како две Борусии различни да гледаме во овие две надпреварувања. Апсолутно. Дури составот кој што користат во Бундес е доста различен од оној што го користат во Лигата на шампионите. Во Бундеслига добива минутажа играчи како
Джейми Бино Гитенс и Да, Адејеми и добива Мукоко повреди. и Адејеми добива многу поголема минутажа и сето тоа. Во Лигата на шампионите е друга песна, да речеме, таму ги контролираат работите оние кои што се поискусни. Видовме дека пример еден Емре Чан оваа сезона е страшно важен за настапите на Борусија. Она што го забележав во лигата е дека можеби и навистина, можеби психолошки не им беше приоритет лигата, бидејќи поминуваат една година на транзиција во која што, да речеме, нивниот, ај вака кажано според мене, можеби најдобар напаѓач Себастијан Халер се бори со повреди, а апсолутно секој месец има нова повреда и веќе станува иритантно бидејќи беше на Афрички куп, го освои, го даде победничкиот гол во финалето, сето тоа. Се врати во Борусија Дортмунд, повторно продолжи да се повредува. Оваа година е без гол во Бундес. Да. Со само еден без гол во Бундес, со само еден гол во Лигата на шампионите и мислам дека така на гост. така, да. И мислам дека еден гол во германскиот куп. Страшно мала бројка за играчка. Меѓутоа купија одличен напаѓач, недобриот стрелец лани во Бундеслига и сега репрезентативецот нели Фулкруг, што исто им дава многу голема предност напред, како дава и клучни голови. Мислам дека е втор стрелец во екипата после Мален. Да, мислам дека со 16 или 18. Вкупно Така. Мален е прво Бундеслига, за Дортмунд има 13, Така. Фулкруг 11, меѓутоа вкупно да. Вкупно, да, така. Добро, значи имаат многу опции, она што е добро, во нападот особено имаат многу опции, во одбраната се чини дека немаат, ама овие двајца кои што почнаа Шлотербек и Хумелски ќе завршат сезоната како што почнаа. Точно, и мене ми се секоја година Дортмунд има офанзивен потенцијал, меѓутоа проблемот бил одбраната и средниот ред може да се каже до некаде, средни играчи за врска, Так. по дефанзивни што се. Меѓутоа ова година и бековите мене многу ми се свигаат, па мислам дека и ова година најдобар играч има Матсен, што дојде од Челси. Да, во јануари. Да. Да. Ова година игра феноменално, гледаме и во нокаут фазата во Лига на шампиони безпрекорно и Матсен и Рајерсон, мислам дека тоа е нешто што им недостигало на Борусија Дортмунд, одлични игри. Играат против екипи што имаат стварно одлични играчи на тие позиции, меѓутоа не покажаа слабост, особено Рајерсон во Лига на шампиони против Атлетико и секаде изгази дечкото за Шлотербек и за Хумелс да не збориме. Хумелс го коментиравме минатата епизода. Шлотербек е дури поконстантен цело време, мислам дека нема лош надпревар. Така што главната предност е во бековите на Борусија Дортмунд и на централните дефанзивци. Мислам, не дека главната предност е баш во бековите, меѓутоа се позанемарени бидејќи целиот фокус е на Шлотербек и на Хумелс. Така е, да, не ги фалиме можеби доволно често тоа да го кажеме. Како и да е, Борусија Дортмунд за ова финале се враќа на англиско тло. И минатото финале беше на англиски терен. Го спомнавме тоа и во минатата епизода. Сега на Вембли, пред 90.000 сигурно ќе биде распродаден до последното место. Пред 90.000 публика ќе се сретне со Реал Мадрид. Може ли ова финале да им понуди, да речеме, екстра мотивација за да го совладаат играчот кој што им замина минатата сезона? 103 милионскиот трансфер на Джуд Белингам, играчот кој што оваа година ја става Англија на мапата, што е кога е во прашање Лигата на шампионите, бидејќи клубовите разочара, ама тој не разочара. Дефинитивно беше фантастичен. Може ли ова финале да им биде малку посреќно? Се надевам и посакувам да е така, може, зошто да не. Као што казавме пред малку, 90 минути се играат во страшно добра форма. Во одбрана се безпрекорни, многу подобри во Лига на шампионите колку во Бундес. Реал Мадрид, меѓутоа мислам дека имаат потенцијал да му пружат доста добар отпор. Зошто да не и да го совладаат? Така. Колку и да е неблагодарно да се каже, мислам дека овој Реал Мадрид е можеби за нијанса послаб тимот со кој што Борусија се сретна последниот пат во финалето. Тој тим на Бајер Минхен беше чудовиште. Значи тоа беше 7-0 декласирање на Барселона и буквално секој што им дојде на патот беше згазен како жаба. Тој Бајер Минхен на Хајнкес беше посебна машина. Овој тим на Реал Мадрид е доста добар,
многу добар и секако е фаворит во ова финале, но Борусија Дортмунд мислам дека има барем за нијанса поголема шанса отколку тогаш. А тогаш изгубија во 88 Да, минута на Робен, со голот на Робен. Беа мање више еднакви, иако голот го постигнаа од пенал, сепак заслужија и одигра да дадат гол. Кој мислиш дека ќе биде клучен играч, кој мислиш дека треба да направи исчекор за да придонесе повеќе Дортмунд да биде чекор поблизу до трофејот? Во финалето види, ако некој го реши финалето за Борусија Дортмунд, дефинитивно ќе биде одбраната. Колку и да е важен нападот, дефинитивно мислам дека ќе биде одбраната, бидејќи најважната работа против Реал Мадрид е да се одбраниш. Така што уште еднаш ќе одам со Хумелс, бидејќи мислам дека се покажува оваа година дека од секогаш бил difference maker за Борусија. Може би во Бајер Минхен не си ја најде формата толку, меѓутоа за Борусија Дортмунд од секогаш бил човек што решавал надпревари и мислам дека ако сака да им обезбеди барем некаква шанса на Борусија Дортмунд за победа во ова финале, Хумелс мора да биде на врвот на својата игра, па може и да забие еден гол од корнер. Тоа со Парис. па Зашто да не тоа Ројс, идеално сценарио би било Марко Ројс тоа да го направи. Се откажува, нели не се откажува, нели? Си оди од Борусија Дортмунд, со Борусија Дортмунд. Зашто да не се круниса со Да. Тоа е интересна приказна. Марко Ројс си оди од Борусија Дортмунд после 11 години, како му доаѓа. 11 години. Најнесреќниот човек. Цело време играше за репрезентација, се повреди месец пред светското, а Германија стана светски шампион. Сите титули ги пропушти. Да. Се пропушти, мислам го пропушти. Ако добро памтам, тој го пропушти Клоп во Борусија, така? Значи тој дојде по заминувањето на Клоп, значи и титулите со Борусија ги Неколку купа. Да. Сигурно ќе биде мотивација плюс, сигурно. Ројс е играч кој што сигурно и публиката ќе сака да го поддржи, сите што ќе бидат присутни таму на Вембли ќе навиваат за него. Не знам дали ќе биде доволно. Работата знаеш што е во моментот. Не сакам ова да звучи како не знам критика или нешто, ама пример, Ројс во моментов е огромна опасност да го ставиш да игра во финалето. Добро, тоа може да влезе од клупа, нели? Не може да влезе од клупа, да, може 10 на 15 минути може да е добри, меѓутоа со тоа темпо што го одржава Реал Мадрид, не верувам дека Ројс има што да понуди за 90 минути. Така што некоја можеби епизодна улога во тие 90 минути, можеби нешто колку да се опрости од публиката е добро, дека ќе биде екстра мотивација за сите други играчи, ќе биде, дека ќе биде доволна, мислам не. Имаше сејано отпишување сега, нели, со гол и 2 асистенции, мислам, Да, и со едното слободен. Да, и 80.000 пива купи за најувачите на Борусија Дортмунд. Од секад бил од секогаш бил човек од народот, мислам и порано со делењето на дресови, правењето хуманитарни акции, имаше многу акции во текот на пандемијата, како што знам, собирање пари за луѓето од заедницата, за децата кои што се во Дортмунд и сето тоа. Марко Ројс е по секоја основа фудбалска икона, не му го одземаме тоа. Единствено што мисламе дека во ова финале нема што да понуди, како на пример иста приказна како Хазард доколку влезеше во игра во финалето со Ливерпул што го гледавме пред некоја година. Супер е дека е Хазард, сите знаеме што постигнал, меѓутоа во тој момент нема што да понуди. Дали тоа значи дека главниот столб на играта на Дортмунд треба да биде одбраната и само одбраната. Дали мислиш дека треба малку и средината да покаже? Средината е важна и средината мора да покаже, бидејќи мислам дека двајцата можеби како да кажам, највеќе играчи од кои што може да се очекува магија, таму и се наоѓаат Джулиан Брант и Емре Чан. Емре Чан не е дека е толку многу техничар од кој што очекува магија, меѓутоа е човек што е клучен. Секогаш знае да дае гол со глава, знае со Атлетико на искуство, мислам дека се проби на неколку пати. Знае како да игра, едноставно искуството и од Премиер лига, од со години во Бундеслига и сето знаеше кога и да направи фаул, знаеше како да изгоди фаул. Мислам дека мора за Брант да не стане, нели, сувишно е што да кажеме, главен асистент, главен креатор во играта на Дортмунд оваа сезона. Мислам дека треба малце и Савицер да направи некој исчекор, пошто
многу игра променливо. На некој надпревар е како Роналдо, на некој надпревар е како мене у Мондано. Така да мора малце конзистентно за играта во средина на Сабицар и на тројцата, нели, Чан, Емре Чан, Џулијан Брант и Сабицар, меѓутоа на хартија секако дека Реал Мадрид има многу појака, мислам најдобра средина и во последниве десетина години, па и може и во историја тоа трио што го има со Касемиро беше најдобро, меѓутоа во Верде одличен. Двата најголеми трансфери оваа сезона им се и најголемите флопови, ај така да ги кажем, најголемите промашувања. Феликс Намека, кој што го купија за 30 милиони оваа сезона, има еден или два гола во Бундеслига и тоа е тоа. И Марсел Сабицар, кој што јас многу го сакам како играч, меѓутоа не нуди ништо. Еден надпревар изигра, три надпревари го нема. Да, доста слабо се покажа. Дури и мислам дека ланската позајмица во Юнајтед му беше подобро од ова што го игра во Борусија Дортмунд. Сега со Атлетико со кој даде еден гол, два и Да, ама многу нема, ништа мала продукција со оглед на тоа дека го надминуваат играчи како не знам Адејеви и слично во однос на продукцијата е загрижувачки за него, со оглед на тоа колку инвестираа во него. 27 милиони беше трансферот, 30 милиони беше Феликс. Брат му на Лукас на Меча или на Мека, кои што и двајцата се од школата на Манчестер Сити и двајцата не се на кој знае кое ниво, меѓутоа очекуваа Борусија Дортмунд дефинитивно повеќе од ова што сега го нуди. Дефинитивно. Ме изненади Мален, пак морам да кажам, нели, главен играч на Дортмунд. Мислам главен. Според бројки, според се, можеби најдобар играч, меѓутоа за мене пак ќе кажам Мацен дефинитивно најдобриот играч на Борусија Дортмунд во Лига на шампиони. Сега може некој ќе се сложи, некој не. Ќе го оставиме тоа за крај, за најдобрите играчи. Ќе подискутираме малку надолго и на широко зошто сметаме дека се најдобри играчи. Сега правиме мала пауза за една многу важна информација и потоа се враќаме со завршување на овој муабет за Борусија Дортмунд. Останете со нас бидејќи следуваат уште 10 минути интересен муабет за фудбал. Знаете зашто ја правиме оваа сезона, нели? Затоа што се ближи најважниот дел во календарот на фудбалските фанови, а тоа е денот кога се одржува финалето на Лигата на шампионите. За ова финале имаме подготвено специјално гледање, односно не ние, туку Хајнекен има подготвено специјално гледање на финалето. Односно на 1 јуни, денот кога се одржува финалето, Хајнекен ве поканува на спектакуларно гледање во градскиот парк на местото наречено Вембли. Не знам дали знаеш, меѓутоа делот покрај езерцето, таму кај стадионот, кај градски, кај популарно наречениот градски, тоа место се нарекувало Вембли. Не знам како го добило името, не знам од каде е поимот, меѓутоа тотално ми има смисла и е една фантастична причина да се собереме токму таму и на нашето Вембли да го гледаме ова финале. Јас и Владко дефинитивно ќе бидеме таму, ве очекуваме и вас. Почетокот на забавата почнува во 18 часот, ќе има многу изненадување, ќе има многу забава, ќе има многу награди и многу пиво. И многу пиво за да изгасиме жетта, затоа што знаеме кој е најверниот пријател на фудбалот, тоа е Хајнекен, секоја година спонзор на најдоброто фудбалско надпреварување Лигата на шампионите. Сите оние кои што сте во Скопје на 1 јуни, ве покануваме да дојдете во градскиот парк на местото наречено Вембли, тоа е покрај езерцето. Ќе видите каде сме и ќе го гледаме финалето на видео бим онака како што и треба да се гледа помеѓу фудбалски фанови кои што знаат како да уживаат. Владко, на здравје. На здравје. И се гледаме на Вембли. Фантастично. Добре дојдовте назад. Продолжуваме со темата за која што ја почнавме оваа епизода, Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд оваа сезона во Лигата на шампионите можам да кажам дека изненади многумина, дека на Владко му ги оправда очекувањата, бидејќи тој имаше многу високи очекувања за нив. Ти кажа дека ти се фаворити. Група, фаворити, што ми се свиѓаат како играт и ми се допаѓа симпатична екипа, не дека се фаворити да освојат нешто. Апсолутно. Лична преференца, они сакам да освојат.
Ете, на тоа мислев, да не му ставам зборови во уста. Како и да е, многу од играчите оваа сезона можат да го понесат епитетот најдобар играч на Борусија Дортмунд, меѓутоа сакам да избереме јас и ти по еден, кој што ќе објасниме зошто сметаме дека е најдобар. Сакаш да почнеш, сакаш да почнам, како ти одговара повеќе? Само во Лига на шампиони е добар или општо? Па мене реално ме интересира за во Лига на шампиони, ама еве нека е и општо. Општо најдобар играч оваа сезона за Борусија Дортмунд. Шлотербек морам да го кажам. Така, ти одиш повторно во одбраната. Да. И мислам дека многу логичен избор е Шлотербек. Особено во Лига на шампиони, кај што не примија гол во двата надпревари против Париз. Одлични перформанси, не се посрамотија во ниеден надпревар, да не се повторуваме, во најтешката група завршија како први, нешто што им фалеше години назад на Борусија Дортмунд, оваа година се најцврсти баш таму, во Лига на шампиони избориме, така што мислам дека Шлотербек нема сгреша, нема кикснато, секој надпревар без грешка. И најголемата доблест за еден играч што може да ја има, односно што може да се каже за него е дека апсолутно не се повредува. Да. Значи е здрав цела сезона, од прво коло игра стандардно, достапен, за екипата. И тоа е најважното, нели, да се навратиме на Леброн Джеймс и на неговата добро позната изјава the best ability is availability. Секојаш е тука во услуга на тимот. Шлотербек е играч кој што носи многу и забава кога го гледаш, бидејќи еден од оние ретки стопери кои што сакаат да играат со топката, сакаат да дриблаат, сакаат да ја водат напред, сакаат да даваат долги пасови, многу добар тандем со Хумелс и интересен шаут е Шлотербек, бидејќи досега е клучен, во финалето дефинитивно ќе биде многу важен неговиот перформанс. Јас ќе одам малку понапред на теренот. Бранд. И да, ќе го спомнам Џулијан Бранд, бидејќи е единствениот играч оваа сезона во Борусија Дортмунд кој што има дабл-дабл по број на голови и асистенции. 10 гола и 16 асистенции во сите надпреварувања. Апсолутно не е човек кој што мора да постигнува голови. Овие 10 се чисто како подарок за тимот. Она што го прави во поглед на креација е фантастично. Го кажувам него како клучен или како најдобар играч од причина што мислам дека оваа сезона многу голем дел од креативниот товар оди на негов грб. Да. Секој пат кога цела игра држи во средина. Така, секој пат кога благодарно се каже за другите, ама да. Така да, не сакаме да ги подцениме другите, меѓутоа на многу барем две нивоа погоре од сите други кои што играат на тие креативни позиции. 26 гола да произведеш од позицијата на која што тој игра и на начинот на кој што тој ги произведува, значи тука не правиме муаат за човек што шутира пенали, човек кој што шутира слободни, човек кој што билда статистика преку корнер или било што, едноставно човек кој што да речеме како се вели оноа метроном на неговата екипа. Според неговиот тик-так, така се движи и екипата. Џулијан Бранд ќе биде исклучително важен во финалето. Се надевам дека во овие неколку денови што ни преостануваат, до тогаш ќе останат сите играчи на Борусија Дортмунд здрави, но најмногу се надевам дека тој ќе остане здрав, бидејќи многу убав за гледање, стилот на игра и начинот на кој што игра и начинот на кој што размислува е многу убав за гледање, а дополнително мислам дека еден таков играч им дава многу поголеми шанси на Борусија Дортмунд да се прикаже во право светло. Така што Бранд и Шлотербек. Да, Бранд е easy choice, мислам. Апсолутно, да, бидејќи од ден еден е таму. Меѓутоа и Шлотербек сезонава. Така. Специјален шаутаут до Иан Матсен, да, бидејќи откако дојде во јануари нема грешна работа направено. Ама бидејќи е дојден во јануари, моравме да го ставиме едно ниво подолу од овие сите играчи, бидејќи првата полусезона немаше никаков терет, така да тоа е тоа. Џулијан Бранд и Шлотербек пратете ги, Хумелс како да речеме емоционален лидер на тимот сигурно ќе прикаже многу, ама ова се играчите од кои што најмногу очекуваме. За крај, какви им се, и тоа ќе прашам во проценти,
какви им се шансите на Борусија Дортмунд во финалето во однос на проценти Да освојат. за да освојат? Не е важно дали е регуларно време, продолженија, пенали. Според мене или според облажувалници? Според облажувалници Според тебе. 70-30 за Реал Мадрид, според мене 68, не, извини, 62-38. Да не биде Добро, им даваш доста 60-40, поголеми 62-38, да. доста поголеми проценти. Јас ќе одам дури и подолу. Сепак ќе биде фаворит. Ама 60-40 ете ќе ги 65-35 одам. Одам официјално 65-35 во однос на Реал Мадрид. Мислам дека особено ако се оди во продолженија Реал Мадрид е фаворит. Меѓутоа, ако успеат да направат во 90 минути чудо Борусија Дортмунд, ќе биде... Ја мислам дека доколку не примат гол рано, ќе имат се поголеми шанси, бидејќи нервозата ќе биде кај Реал Мадрид. Така, Мислам, не знам дали е нервозна екипа, до сега не покажале такво нешто, меѓутоа огромен фаворит и они веќе гледаат дека со една рака има својна титулата. Таков е ставот и на сите фудбалски најувачи. Да, меѓутоа не сега гледате така и ќе видиме доколку се покријат убаво Венисиус. Најбитно ќе е Венисиус да се Така, да се да. покрие. Најпробивниот играч. Рајерсон имаше добра сезона, не би требало да представува проблем. Добро. И јас и ти не сме преголеми оптимисти за Борусија Дортмунд, ама ја анализиравме, мислам дека доволно добро. Тука некаде е добро да ставиме крај на оваа епизода, затоа што имаме и уште една епизода која што треба да ви ја донесеме до крајот на оваа сезона во Лигата на шампионите. Владко, фала ти уште еднаш за разговорот. Фала ти на тебе, Кире. Фала ви на вас. Така, фала ви на вас што гледате. Останете со нас, бидејќи до крајот, до финалето, па и по финалето, ќе ви донесуваме интересни содржини тука на каналот на Скратен корнер. Subscribe, не заборавајте да се subscribe-нете, лайкнете го ова видео доколку ви се допадна. Ако не ви се допадна, пишете ни коментар што не ви се допадна. Ние одиме да се освежиме со по еден Хайнекен. Посакувам убав ден. Тоа е тоа.